понеделник ја стартувавме новата работна седмица, па така и овој 27 октомври 2025 година, нови случувања и во денешниот ден, а деталите ќе ги погледнете во продолжение. Одбележани 10 години од осветувањето на храмот Света Петка во Кавадарци. Со светата архиерејска литургија утринава чиноначалствуваше архипескопот Охридски и Македонски господин Стефан. Пред 15 години неговото високо преосвештенство господинот Агатангел ги освети и постави темелите за изградба на нов дом Божји и само 5 години подоцна, благодарение на сестрдната помош на ктиторите и дарителите, а особено на градоначалникот господинот Митко Јанчев, Кавадарци го добио овај убав храм кој со својата складност и во архитектурата и во фрескописот овозможува да го чувствуваме Божјото присуство покрај нас и со нас. Што придонесло денешнава славеничка да има толку големо почитување како меѓу нашиот народ, така и меѓу сите православни народи? Пред се, поради незиното исполнување на Евангелскиот совет, кога е во прашање материјалното и наследеното богатство, таа како што се вели во незиното житие, откако починале незините родители, сиот свој и сиот наследен имот го разделила на сиромаси и се повлекла во Јорданската пустина, каде што се оддала на пост и на молитва, целосно исполнувајќи она Христова порака кон младичот од Светото Евангелие, каде се вели: ако сакаш да бидеш совршен, оди продај го имотот свој и раздели го на сиромаси, па дојди и врви по мене. Ете, благодарение на тој Христов совет во Светото Евангелие, преподобната Параскева во саменост и во постојани подвизи можела да ги издржи сите искушенија во пустинското живење. Можела, зашто била вооружена со силна вера и со неизмерна љубов кон Господа, а била и подкрепувана од благодата Божја, која што ја оснажувала да ги издржи сите искушенија. При крајот на животот се вратила во родното место Епиват, близу до Цариград, каде што и починала во 11-тиот век. Потоа нејзините свети мошти, за да се зачуваат од непријателите на христијанската вера, биле пренесени во Цариград, па од Цариград во Трново, па од Трново повторно во Цариград, па од Цариград во Белград, па од Белград во Јаши, во Романија, каде што и денес се наоѓаат. Тоа пренесување на нејзините свети чудотворни мошти во различни градови и меѓу повеќе православни народи и земји придонесло да се развие голем култ и постојано да се привлекуваат поклоници од сите страни на светот. 2000 година, истата година, заминав за Брегалничката епархија и повторно се вратив 2006 во Кавадарци и тогаш градоначалникот Александар со братот Митко, Никола, Градба Промет и мислам уште некој беше, дојдоа кај мене и побарава благослов да се изгради храм во Кавадарци. И навистина, еве, изградивме храм, прекрасен храм на преподобната најачна мајка Параскева. Голем удел во изградбата на храмот покрај општината, градоначалникот денешен, има и Фени голема благодарност и тогашниот директор и на сите вработени во тоа време во Фени. Благодарност и на вас, драги браќа и сестри, кои одвоивте од вашиот семеен буџет и еве со ваша помош, со помош на сопарствениците
и најголемата помош на денешниот градоначалник господинот Митко Јанчев го изградивме овој храм. Од ваше име и од мое име сакам и на едниот градоначалник Кавадаречкиот и на Велешкиот да им честитам победата што ја добија во првиот круг на овие локални избори. Ви благодарам што им го дадовте гласот и им дадовте повторно да раководат нашата општина. Верувам дека ќе бидат успешни како што се досега успешни. Благодата Божја, драги мои, љубовта Божја, милоста Божја, добрината Божја нека бидат во вашите срца, во вашите души, во вашите семејства и во вашиот убав и прекрасен град Кавадарци. Бог да ви благослови и да сте живи. Модернизација и експедитивност продолжува во јавното претпријатие Комуналец Кавадарци. За само 2,5 години, откако Ангеловски е начело на јавното претпријатие Комуналец Кавадарци, набавени се 20 нови возила за потребите на претпријатието. Во овие 2,5 години набавивме 20 возила, од кои електрични возила за пометување на прва категорија улици, трите возила метларките кои што ги набавивме 2 автоџубрарки, 2 комбинирани возила, 2 возила имаме доделено од судот во Кавадарци, имаме ровокопач, скип, се со единствена цел да пристапиме услугите наши да бидат на едно повисоко ниво. Затоа и се опремуваме. Опремени сме и за земска служба, и за молчирање, буквално за сите можни операции кои што ги обавува јавното предпријатие. Со тоа докажуваме уште еднаш дека сме на висина задача и дека кога се во прашање интересот на граѓаните, буквално секој денар кој што го прибираме од нивна страна како плаќање на сметки, го реинвестираме и го враќаме назад во инвестиција, преку механизација, преку реконструкција, преку останати работи. Се со единствена цел на вистина јавното предпријатие да биде постојано во една добра кондиција, како што е сега, може да кажам дека сме најдобри во Македонија, и во износ на смет, и во пометување, и во чистотата, и во останати сите дејности кои што ни ги има и надлежности кои што ни ги има дадено општина Кавадарци, така да сметам дека продолжуваме и понатаму и во наредниот период ќе со се поголем интензитет да ствараме се подобри услови за живење на граѓаните во општина Кавадарци. Предизборен митинг на ВМРО ДПМН во Росоман беше представен и кандидатот за градоначалник Ѓорги Крстевски. Заедно со градоначалникот Митко Јанчев и општина Кавадарци ќе воведеме годишна карта за паркинг од 800 денари за сите жители на општина Росоман. Бесплатен превоз за сите пензионери од општина Росоман кои ќе го користат јавниот превоз. Ќе обезбедиме храна за дечињата во основното училиште, а не како сега само во спотовите. Ќе се обезбедат бесплатни униформи, а не како до сега родителите да бидат изложени на дополнителни трошоци притиснати од раководството на општината. Заедно со АД Водостопанство ќе отвориме подрачна канцеларија во Росоман, ќе се воспостави кол центар 24/7 на општината каде граѓаните ќе ги пријавуваат своите проблеми. За сите семејства со социјален ризик ќе воведеме бесплатна градинка. Заедно со владата и министерот за транспорт и врски се обврзавме дека ќе направиме клучката и долго очекуваниот проблем во Сирково конечно да се реши. И уште многу проекти кои се содржани во нашата програма. Ова не се само ветувања, ова се конкретни дела што ќе ги почувствува секое семејство, секој земјоделец, секој млад човек што сака да остане во Росоман. Ќе изградиме општина која што ќе биде пример за честност, работа и одговорност. Ќе ставиме крај на расипништвото, на поделбите, на стравот. Ќе покажиме дека кога народот се обединува, нема сила што може да го победи. Ве повикувам на 2 ноември да го закружиме бројот 9. Стојан Николов одговори на обвинувањата на ВМРО ДПМН изнесени на митингот во саботата. Кандидатот за градоначалник на Росоман од редовите на СДСМ повторно праша дали ВМРО ДПМН во Росоман ќе гради регионална депонија.
Почитувани сограѓани од општина Росман, драги жители на општина Росман. Го свикав овој прес со цел да одговорам на наводите кои што беа кажани против мене на митингот во саботата на ДПМН од страна на говорници на тој митинг. Министерот Николовски проба со лаги и манипулации да ја омаловажи мојата личност, зборувајќи за наводни мрежи. Јас сакам да му порачам дека за тоа ќе следува постапка против него пред правосудните органи, но ги повикувам и МВР, доколку имаат било какви сомнежи за тоа, веднаш да постапат. Во однос на тоа што го кажа дека не сум знаел како да реализирам проекти, точно е дека се обезбедени средства од страна на владата, но не за регионални улици, како што кажа тој, туку тоа се за улици и за инфраструктура во местноста викана Бавчите и веднаш после изборите ќе биде реализирано. Сакам да го прашам, зошто се уште не ја започнуваат реконструкцијата на улицата во Манастирец? Бидејќи тој кажа дека временските услови се одлични, па еве да го прашам зошто намерно ја кочат реконструкцијата на таа улица. Во однос на моето прашање, дали планираат да прават регионална депонија? Јас прашувам уште еднаш. Дали планирате регионална депонија во Росман? Не да зборувате за Скопје и да пробувате да му правите финти на граѓаните, туку дали планирате да правите регионална депонија и затоа е целиот овој притисок, за која што патем има веќе физибилити студија. Почитувани сограѓани, тие зборуваа за партиски вработувања и за не знам какви други работи, а самите го прават тоа. Но за една работа што ја кажа во саботата беа во право, дека војата на народот не можат да ја сменат со никаков притисок. Народот си кажа на 19 и јавно ги повикувам сите граѓани. Излезете масовно на 2, да гласате за бројот 5, за мене како градоначелник и да продолжиме сите заедно да ја градиме општина Росман. Ова беше година на пожари на отворен простор. Од 1 април се до денес регистрирани се 2197 пожари, поднесени 45 кривични пријави и лишени од слобода 66 лица. Министерството за внатрешни работи со известување дека од 1 април годинава па се до 27 октомври оваа година регистрирани се вкупно 2197 пожари на отворен простор, при што лишени од слобода се вкупно 66 лица, а по превземени мерки поднесени се 45 кривични пријави. Најголемиот број на настанати пожари утврдено е дека се предизвикани од човечки фактор со различни мотиви и се превземаат мерки и активности за расчистување на случаите и откривање на нивната евентуална меѓусебна поврзаност. Воедно, од 1 јули оваа година, откако е воведена забраната за движење во шуми, до 27 октомври, без писмено одобрение за движење во шума биле затекнати 27 лица. Против истите ќе бидат поднесени соодветни поднесоци по Законот за шуми. Во насок на рана превенција од пожари, полициските служби употребуваат дронови за мониторирање на шумските појаси на територијата на државата. Со воведување на овие оперативни мерки, зголемена ефикасноста во делот на раното предупредување и лоцирање на евентуалните пожари, како и детектирањето на можните причини или причинители на истите. Во дневникот најнова информација и од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Од полноќ нови цени на нафтените деривати. Бензинот се зголемува за половина денар, а дизелот и маслото за домаќинство за 1 денар. Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Македонија донесе одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,88% во однос на одлуката од 20 октомври годинава. Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување во просек, кај бензините за 1,990%, кај дизелот за 4,345%, кај екстра лесното масло за 3,77% и кај мазотот зголемувањето е за 0,554%. Од 28 октомври
Оваа година од 00 часот и 1 минута максималните цени на нафтените деривати ки изнесуваат. Моторен бензин Евросупер БС 95 73,50 денари по литар. Моторен бензин Евросупер БС 98 75,50 денари по литар. Дизел гориво Евродизел 68 денари по литар. Масло за горење екстра лесно 1 67,50 денари по литар. И мазутот М1НС 36,57 денари по килограм. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 се зголемуваат за 0,50 денари по литар. Малопродажните цени на евродизелот и на екстра лесното масло за домакинство се зголемуваат за 1 денар по литар. Малопродажната цена на мазутот М1НС се зголемува за 0,010 денари по килограм и сега ќе изнесува 36.057 денари по килограм. Продолжуваме со спорт. Ѓорги Мојсов повеќе не е тренер на ГФК Тиквеш. Кавадарчани, иако до 84-та минута водеа со 3:1, сензационално загубија од Арсими со 3:4. Десетото коло во првата македонска фудбалска лига помина со неколку изненадувачки резултати. Во Куманово Башкими со 4:1 го совлада Шкупи. Во скопската пресметка Работнички Македонија Џорче Петров одигра без голови 0:0. Силекс во Кратово го совлада Битолски Пелистер со 3:1. Првото изненадување го направи Струмичка Брера, која славеше нагости кај лидерот Струга со 2:4, а второто изненадување се случи во Кавадарци. Тиквеш до 84-та минута водеше против Арсими со убедливи 3:1. Меѓутоа, оние кои беа на теренот во дресот на Тиквеш си дозволија сензационален луксуз и примија 3 гола за победа на Арсими од 3:4. По средбата, тренерот на Тиквеш Ѓорги Мојсов си поднесе оставка, а заедно со Мојсов си замени неговиот стручен штаб во кој работеа поранешниот фудбалер Христијан Кировски и кондициониот тренер Трајчо Орешков. Во дербито на ова коло денеска играа Шкенди и Вардар. Второлигашите го одиграа деветото коло во кое се постигнаа следневи резултати. Скопје Новаци 1:0, Слога Виница Кожув 0:2, Шкендија Рачиново Осогово 1:0, Големо Конјари Брегалница 0:2, Беласица Победа 1:2, Преспа Тетекс 3:1, Охрид Саса 6:1 и во Радовиш Детонит Плачковица го совлада тимот на Вардар од Неготино со 3:1. Вчера третолигашите од групата Југ го одиграа седмото коло. Екипата на Росоман во дербито на колото на домашен терен го совлада Питугули со 2:0. Венец на домашен терен славеше против Ултрас со 3:2, а Дреново загуби на гостувањето кај екипата на Тополка со 3:0. Во Велес, лидерот Борец со 3:0 го доби Башкими, а Превалец како гостин го совлада Влазними јуниор со 0:3. Младост во Кривогаштани во вистинска голеада загуби од Млекар со резултат 3:5. Тиквеш Голден Игл по едно продолжение го совладаа Чаир со 92-83, кај девојките во комшиското дерби во Неготино Пробаскет го совлада Спортим со 75-78. Во четвртото коло од машката кошаркарска Суперлига, фаворитите не дозволија никакви изненадувања. Може би мало изненадување е поразот на Кожув во дербито на колото во Гевгелија, каде домакинот загуби од Работнички со 81-86. Пелистер како фаворит пред своја публика беше убедлив против Феникс, совладувајќи го со 89-68. И екипата на ТФТ славеше против Маđари
но потешко од очекувањата со резултат 79-76. Куманово го задржа максималниот учинок, славејќи на домашен терен против Ангели со убедливи 109-67. Во Кавадарци, Тиквеш Голден Игл одигра уште еден драматичен надпревар во кој на крај славеше по едно продолжение против тимот на Чаир со 92-83. Ова коло завршува денеска со средбата Гостивар МЗД. Кај девојките на програмата беа средбите од второто коло. Во комшиската пресметка во Неготино екипата на Спорт Тим загуби од Про Баскет со 75-78. Кавадарчанки беа предводени од американката Томас, која даде 29 поени, а собра и 18 скока по двата коша. Дабл-дабл ефект оствари Јовановиќ, која на 18 поени додаде и 10 асистенции. Патриот во Делчево не можеше да му парира на Вардар и загуби со 66-81. Шампионот Баскет Кам во второто полувреме го скрши отпорот на Бадел и славеше со убедливи 73-53. Во последниот надпревар во среда, 29 октомври, ќе играат МЗТ и Крива Паланка. Ракометарите на ГРК Тиквеш славеа против тимот на Прилеп со 24-21. Со оваа победа кавадарчани полека се искачуваат кон местата кои водат во плейофот. Редовното девето коло во машката ракометна Суперлига помине во знакот на фаворитите без ниту еден изненадувачки резултат. Охрид на домашен терен како апсолутен фаворит го растори Куманово со 37-17. Шампионот Еврофарм Пелистер немаше никакви проблеми и пред своја публика го декласираше Радовиш со 47-27. Во скопската пресметка непоразениот Вардар ја забележи деветата победа со Лувајчуко Бутел со 36-30. Струга пред своја публика не успеа да му парира на Пролет и загуби со 29-38. А Алкалит едноставно беше многу подобар противник и славеше во дуелот со Еврофарм Пелистер 2 со резултат 37-25. Екипата на Тиквеш запиша важна победа со Лувајчуко Прилеп со резултат 24-21, полувреме 14-11 во салата Јаспин во Кавадарци. Со новите бодови, Тиквеш сега има 8 бода, само еден помалку од екипата на Пролет, која се наоѓа на 6-то место на табелата, која води во плейофот. Од самиот почеток, кавадарчиња наметнаа својата игри, брзо се одлепија на неколку гола разлика и потоа не му дозволија на противникот да се врати во надпреварот. Најефикасни кај Тиквеш беа Богдан Мијушковиќ со 5 гола од 5 обиди, Балша Чејовиќ и Мартин Димовски постигнаа по 4 погодоци, додека Магди Ахмед реализираше 3 пати. Инклузивен турнир во пинг-понг во организација на Клубот за спорт и рекреација на инвалиди. Повод за истиот е донација во спортска опрема и реквизити за пинг-понг селекцијата од страна на Lions, клуб Тиквеш. Почитувани гости, почитувани спортисти, чест и задоволство ми е денес што ви имам тука да го одржиме хуманитарниот и инклузивен турнир во пинг-понг во организација на Клубот за спорт и рекреација на инвалиди Кавадарци, Лионс клуб Тиквеш Кавадарци и Екоживот. Голема благодарност до Советот на општина Кавадарци кој што ни испрати представник кој што ќе го отвори овој турнир. Посебно задоволство и чест ми е денеска што сум со вас да го отворим овој турнир од хуманитарен карактер, каде што има дружба и каде што заедно со Клубот за спорт и рекреација на инвалиди ќе направиме денеска да има една инклузија на нашето општество, онака како што доликува, и општина Кавадарци заедно со градоначалникот и Советот на општина Кавадарци секојаш има подадена рака на здруженијата кои имаат за цел поголема инклузија во нашето општество, односно во кавадаречкото општество, онака како што доликува. Се надевам дека заедно со Совет и
градоначалник имате подадена рака во сите ваши идеи, во сите ваши планови за подобрување на инклузијата на лицата со инвалидитет во општина Кавадарци. Тоа што можам да ви ветам како председател на Советот на општина Кавадарци е дека Советот во изминатите 4 години под моја раководство, без разлика на политичка ориентација, секогаш кога беа во цел и поттик за инклузија на инвалиди беа вклучени едногласно. Се надевам дека во тој правец ќе продолжиме сите советници од Советот за подобро функционирање на лицата со инвалидитет и нивна подобра инклузија во нашето општество. Овој клуб за спорт и рекреација на инвалиди денеска гледам пинг-понг ќе се игра, да ги потикнеме и другите општествено одговорни здруженија кои имаат за цел да направат инклузија на лицата со инвалидитет, да го следат вашиот пример и со тоа да оставиме белег дека општина Кавадарци е општина која буквално сите сегменти на општественото засегање и живење без разлика на нивна ориентација, возраст, пол, инвалидитет се вклучени во единство, а тоа е дека Кавадарци го служуваме сите и Кавадарци ќе продолжиме да го градиме онака како што ликува сите заеднички. Така да денеска и денешниот турнир би го прогласил за отворен, одлична идеја и се надевам дека ќе продолжиме ова соработка и во наредниот период се во интерес на заедницата. Благодарам. Lions Club Tikveš Kavadarci е најголема светска хуманитарна организација која секогаш е во соработка со оние на кои што најмногу има потребно. Нашето мото служиме, значи со гордост можам да го представам тука. Од оваа година имаме меморандум за соработка со Еко живот и Нула глад, кој што ме од особено задоволство и ќе соработуваме во многу проекти понатаму. Се надеваме на поддршка од општина Кавадарци како и до сега и особена благодарност до сите тука присутни кои се дел од овој настан и кои ќе ни овозможат овој настан да не биде со спортски карактер, туку дружба, инклузивност, заедништво, сплотеност, другарство и да не ги гледаме предрасудите, значи сите тука сме, значи без разлика на се, значи со едно мото за победничка природа. Значи, многу може да научиме од овие луѓе тука. Јас сум воодушевена од нивниот ентузијазам, од желбата за соработка и едноставно како животот може да биде поубав. Им благодарам поради тоа што навистина се пример како сите треба да гледаме на животот. Браво за тоа и се надевам на понатамошна соработка, значи имаме во план да донираме исто летниковец за нив, за да може да ги одржуваат спортските игри во природа, секако со одобрение на општина Кавадарци, планирано ни е кај Винскиот музеј, меѓутоа тоа ќе имаме разговори и проекти, така да се надевам дека и тоа ќе се остваре во најбрз може рок. А сега ви посакувам на сите да имате прекрасна дружба, забава и пред се пријателства кои ќе траат секогаш. Ваквите спортски активности за освен целта да ја подигнат хуманоста, солидарноста, заедништвото, да поттикнат еднакви можности за сите луѓе во заедницата без оглед на нивните разлики. Исто така имаат улога да ја подигнат и јавната свест за значењето и улогата на самата инклузија во општеството на овие лица од ранливи категории. Исто така сметам дека и самата присутност на новинарите денес ќе придонесе за подигнување на јавната свест токму за инклузијата. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен, а долж поврдарието повремено засилен ветер од северозападен правец. Температурата ќе се движи од 7 до 16 степени. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови.